Зошто е тоа важно да постои соработка меѓу снимателите и новинарите? Ќе ви објаснам со еден едноставен пример. Тие се како срцето и мозокот на еден организам. Срцето и мозокот на еден продукт. Едниот без другиот не можат, едниот без другиот продуктот нема да биде тоа што треба да биде во професионална, во етичка, во карактерна, во било која смисла на зборот. Токму затоа решивме, мислам дури и за прв пат во поново време, да направиме еден ваков семинар, конференција, дебата, како и да ја кажеме, во кој што заедно ќе си кажеме добрите и лошите страни на нашата заедничка соработка, бидејќи само на тој начин овој организам ќе продолжи да живее многу подобро и многу поквалитетно од што тоа било до сега. Има одлични примери, но има и примери каде што не сите можат да се пофалат дека функционираат онака како што треба. Така што ова го сваќаме како еден вид на тимбилдинг меѓу новинарите и снимателите, се со цел да добиеме што е подобро, што е можно подобар продукт во нашата работа. Од неодамна во ЗНМ функционира и секција на снимателите како едно тело, на некој начин давате почит и респект кон оваа професија. Потребно ли беше и кои се веќе реакциите? Секцијата на сниматели е еден од поуспешните проекти на Сдруженијето на новинари на Македонија. Дојде по иницијатива на снимателите со наша сесрдна поддршка и помош во реализирањето на нивните цели и мисии кои што ги имаат. Една од тие компоненти е сега и ова што го правиме и ќе продолжиме понатаму. Искуството е навистина фантастично од функционирањето на оваа секција, бидејќи стотина сниматели се сега дел практично од Сдруженијето на новинарите на Македонија преку оваа секција, меѓутоа сите заедно повторно во насока на она што велиме да направиме квалитетно и професионално новинарство. И со секциите ЗНМ не застанува тука, имаме и секција на спортски новинари, имаме и секција на млади новинари, секцијата на сниматели веќе функционира. Во наредниот период ќе се обидеме да го прошириме тоа и на останатите жанровски групи во новинарството. Јас ќе бидам искрен. Ние оваа секција формираме пред 4 години. Имаме мал период ради пандемијата, но полека статусот снимателите го добија, иако е тоа мал почеток, но верувам дека за идните генерации направивме нешто што снимателот како професија ќе биде многу повеќе ценет, заедно со вас новинарите. И затоа денес, по наша иницијатива, седнаме на оваа работилница со вас новинарите, кои што сме ние вржано ткиво. Без нас, сниматели и новинари, нема добар производ. Односно, не мораме објективно заедно да информираме публиката за тоа што и работиме на крајот на ден. Какви се искуствата? Што велат? Дали таа соработка функционира или пак во поголемите редакции малку потешко се до тоа? Видете, па индивидуално. Ние направивме прво нашите редови снимателски да ги изфилтрираме. Знаете како? Некако почна да се залутува во професијата, тоа е веројатно благодарение на комерцијалните телевизии, затоа што јас кога почнав како снимател, бев асистент на бардовите на снимателството, па требаше време и време само да погледнам кон зухерот. Сега во овие нови технологии, нели, поразвиени се и така натаму, но некако залутани има, но затоа е секцијава за да некако да ги во некој колосек да ги усмериме работите. Исто и кај вас новинарите, секој може да биде денес новинар, но се избегна од стандардите, што се оние стандарди кои што ние телевизијата не сме измислили у Македонија. Се знае, сликата и текстот се е на едно заедничко ниво.